Почитувани колеги, во која ситуација се наоѓа Република Македонија? Во која ситуација се наоѓа Балканот и во која ситуација се наоѓа Европа? Почитуван колега Сугаревски, во моментов Европа со оценката на премиерот на Германија, со оценката на премиерот на Франција, со оценката на премиерот на Полска, на Италија и на Велика Британија, се наоѓа во најголемата криза после Втората светска војна. Најголемата криза во Европа после 1945 година. Што прават европските држави? Што прават дури и држави кои што се во такви региони како Скандинавија, како Бенелукс, како Западна Европа? Македонија не е ни во Скандинавија, не е ни во Бенелукс, не е ни во Западна Европа. Дури и тие држави во моментов ги зголемуваат своите издатоци за набавка на военна опрема и оружје. Република Македонија после подолго време има потреба, евидентно е дека треба да има набавка на военна опрема и оружје. Ваквиот став на СДСМ, за жал, ја отежнува и одложува и усложнува набавката на военна опрема и оружје за армијата на Република Македонија. И тоа не е добро за Македонија. Не е добро за Македонија во ситуација кога соседните земји набавуваат оружје, во ситуација кога на јужната граница имаме криза, во ситуација кога имаме ситуација каде што на дел од територијата имаме официјално прогласена кризна состојба, ние да речеме нема да набавуваме оружје и военна опрема. Зарем сакате да ја оставиме армијата на Република Македонија само со тенкови Т-72 кои што се дизајнирани, самото име кажува 72 година, па 45 години се поминати од тогаш. Треба ли армијата на Република Македонија да оставиме како главно формацијско оружје биде М70, односно југословенска варијанта на Калашников, дизајнирана во 60-ти години? Дали опремувањето на армијата треба исклучиво и само да се базира врз основа на тоа што некој ќе ни даде како милостина, ќе да прави донација, им благодариме, но зарем ние ништо не треба да направиме како набавка со години. Кога се набавуваше опремата за МВР, бевте против. Кога опремувавме полицијата, исто така бевте против. Па пред 2 дена кога илјадници афганистанци ке ги вгелија нападнаа полицијата да немаше созавец, со што ќе одговореше полицијата? А се сеќавам минатата година кога велевме треба да се набават гумени куршуми и созавец, први бевте тука кои што дигавте джеба дека тоа не треба да се направи. Значи, армијата на Република Македонија апсолутно има потреба на набавка на оружје и опрема во овие сложени состојби кои што се во Европа и припадниците на АРМ имаат потреба од она што се однесува во делот на нивниот животен стандард и во делот на нивното решавање на животните прашања. Не е добро за Македонија. Не е добро за Македонија. Ова што вие го најавте како ваше гласање.